со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска е среда, 19 октомври, 11:06 минути, нов термин за политичкиот магазин Круг. Со оглед на тоа дека политичката состојба во Македонија влегува во еден правец кој што треба да биде разрешница или пак, како што некои велат, почеток на крајот на политичката криза во Македонија, а тоа се одржувањето на изборите на 11 декември. Повторно, главна тема во овој круг ќе биде политичката состојба во Македонија и една анализа на што може да се очекува и каква изборна кампања, каков изборен процес и каков постизборен период ја очекува Македонија. Парламентот на 12 односно сезином на 17 во понеделникот по кратката расправа за буџетот донесе одлука за само распуштање. Тоа е, како што велат, трета среќа пред одржување на изборите кои што се најавени како ситуација која треба да биде пресвртница во решение на политичката криза во Македонија. Политичката криза трае повеќе од 2 години, односно, или пак како сакате можеме да дефинираме дека политичката криза трае од почетокот од завршувањето на парламентарните избори во 2014 година, кога во 19 части 2 минути Социјалдемократскиот сојуз одлучи да не ги признае изборите. Сето тоа подоцна што следуваше беше вовед во она што беше минатата година една посериозна политичка криза, а тоа беше процесот на објавување на нелегално прибавени, прислушкувани телефонски разговори, кој доведе до политички договор Пржино 1-2, чија што последна точка од реализација беше избори, 2 одлагања за конечно на 17 октомври во понеделникот 110 пратеници и од власта и од опозицијата да гласаат за распуштање на парламентот. Политичката криза, решенијата на политичката криза во фокусот на овој круг. Мој и ваш денешен гостин, политичкиот аналитичар Сотир Костов. Почнуваме веднаш по првата кратка пауза. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели, како што најавив, мој ваш денешен гостин, политичкиот аналитичар Сотир Костов. Ја анализираме предизборната и постизборната, односно очекувањето од постизборниот период во Македонија. За подсетување, Државната изборна комисија ги почна роковите, односно процесот на утврдување на роковникот. Денеска има седница на Државната изборна комисија, од која ќе биде веројатно утврден процесот на гласање на диаспората, колку што според најавите тоа е едно од дневниот ред на Државната изборна комисија. Господине Костов, ако имаше дилема дали ќе има избори на 11 декември, распуштањето на парламентот заеднички 110 гласови за, сепак скепсата кај некој се уште останува, може ли да се случи нешто до 11 декември? Не, јас сум оптимист. Најпрво добар ден за вас, као домаќин, добар ден за слушателите на радио Слободна Македонија. Од секој пат сум бил оптимист и во моите настапи јавни, јас уште пред 3-4 месеца кажував дека избори ќе има. Не може Македонија да си дозволи, по трет пат вие, како што рековте, третиот среќа на сушност ќе ни се случи, да останеме без избори, да останеме без извориштето на демократијата и да оставиме да имаме одместена демократија и да оставиме улицата да прави поредок во демократските институции, што е непримерено за една држава која сака да развива демократија во 21. век. Така да дефинитивно избори ќе има. А сега, може би, повеќе вашето прашање ви го поставите од аспект да дали некој нешто ќе направи, слободно да зборим, некој глуп гест, глуп потек, па да ги намали условите за одржување на избори. Не, мислам, не, доволно се опоменети, ајде да кажем и доволно паметни, сите субјекти што сакаат да учествуваат на изборите, едни да бранат власта, другите да освојат, дека мора да се однесуваат најправин според уставот и според законите,
А колку и да не го сакам, колку и да не ми е симпатично, и мора да се однесува во рамките на она договореното во Пражино. Сепак има една ситуација, Демократската партија на албанците и членот од ДПА во Државната изборна комисија вчера потенцираше дека изборниот процес би бил нелегитимен поради шестата изборна единица која не е прекроена плюс минус оние. Видете, тоа е вадење од контекст. Шестата изборна единица најдобро беше да дотера, што ќе речи да подадува нешто на тројката, евентуално на четворката. Но видите, тоа е еден изборен инженеринг кој се прави во 5 до 12, па се прават други грешки. Ја вака би вратил малку назад. Значи, од кога, сега не сум сигурен, мислам од некаде од 2002-та, после овие 6 единици. Сите изборни циклуси ќе ги прогласиме за неважички? Не. Значи, така е направена поделбата и видите сега на шеската што влијае. Очигледно во шеската имаме по-добар наталитет, очигледно имаме поголем наплив на дечки од 18 години што го исполнуваат правото за глас, па очигледно и морталитетот е намален таму, очигледно и иселувањето, тоест вадање од државјанство на Македонија е намалено, иако сите велат дека Македонија ја напуштат, ја не би се согласил дека тоа е генерална оценка, тоа е еден процес кој трае 10 на 15 и повеќе години, и ете се случи таа да е нешто повеќе од дозволеното плюс минус 5. Апсолутно воопшто не го нарушува тоа избирачкиот процес, бидејќи кај останатите имаме уедначеност од 1 до 5 изборни единици и сега таа во моментот е таква каква што е. Ајде да има помалку избирачи, можам да размислувам ја за намалена тежина на гласот. Напротив, во случајот шеската има повеќе избирачи од останатите. Ако видите дека како што видите вие дека условите и реално така стојат состојбите сега на терен, 110 претенденти власт и опозицијата конечно заедно гласа за распуштање на парламентот, што значи фокусот на кој што треба да се насочи Македонија веројатно се предизборниот и изборниот период. Кои се вашите проценки, каква изборна кампања ќе имаме? Првиот збор што ми доаѓа, првата асоциација е жесток. Тоа е најкултурен збор што можам да изберам. Веќе од 94-та се бавам со изборни кампањи, напишав и неколку книги за изборни кампањи. Ја би сакал да имаме културна кампања, ја би сакал да имаме... Што подразбирате вие под културна кампања? Културна кампања е создавање на политичка, економска, социјална и културна атмосфера помеѓу надпреварувачите, субјектите кои учествуваат во избори, оние кои се тркаат, што би се рекло, да освојат власта, каде што ќе има истакнување на позитивното, никако само негативно, тоест плюкање, напаѓање, оцрнување, етикетирање на противникот, туку, бидејќи вие учествувате во еден надпревар во кој сакате да освоите власта, а да се потсетиме на Шумпетер, најголемиот теоретичар за политика и политички партии, кој вели основна смисла на постојањето на политичките партии е политичката партија да ја освои власта и ги дава сите елементи како тоа се прави во едно културно општество, демократско општество. Значи, културно пред се мислам да се понуди платформа предизборна, да се понуди програма. Па еве некои стигнали до план за Македонија, па и план нека се понуди. И граѓаните да можат, кога ќе седнат дома да испијат кафе, кафич или било каде, да имат избор од добро по добро. И тоа црната и негативната кампања веројатно не може да се изостави. Америка е демократска држава, сега го па видите како кампања има да. Па зошто во се да се огледуваме на Соединетите Американски држави, иако ние во голема мера ги презедавме кампањите чиј родоначалник е Рузвелт, врв достигна во времето на Реган, бидејќи се покажува дека малте не ги копираме, иако мислам дека сега Трамп и Клинтон го допреа дното на негативна кампања. Напротив, треба нашиве да се паметни и сега да го свртат листо и да покажат дека и на Балканот има култура и дека на Балканот има политичко примерно однесување. Прашањето ми е кои ќе бидат оружјето, односно адутите на опозицијата, кои на власта?
на власта претпоставувам веќе нели проектите нивни, дали опозицијата ќе според ваша проценка ќе нејзината кампања ќе се сведе на реприза на сите оние бомби од минатата година или? Видите, бомбите се покажа не и постигна, не и донесува ништо добро на опозицијата. Ако таа продолжи, јас најдобро намерно ја советувам да се откаже од бомбите и да се види има ли нешто позитивно, има ли нешто продуктивно во тој план што го понудија за Македонија. Адутите. Ајде од власта да почнеме. Власта треба да понуди, а колку знам овој викенд беше отчетен викенд, на избирачкото тело што постигнала, до каде стигнала, до кој чекор стигнала, што го кажа од 2006 преродба, во 100 чекори, па потоа ја надоградија таа преродба и ја реализираат. И сега не би сакал овде да образлагам све, што да не испане сега дигаме на пиедестал постигнатото од власта. И власта, мислам, тоа добро си го прави. Сега, опозицијата треба спротивно да понуди нешто што јас како избирач ќе се замислам и ќе си поставам прашање или размисла, па зарем ова не е подобро од ова што го имаме, од ова што го нуди власта. Од ваква понуда, ја мислам, опозицијата е многу далеко. Таква понуда на опозицијата и отсуствува десетина години. И еве, да бидам искрен, се надевам дека сега со овој план за Македонија нешто ќе излезе, ама никако да го видиме, никако да не го представат. Тие одат на некои локации низ Македонија, кажуваат таму што ќе направиле, а што не направила опозиција, власта, ама мислам тоа ги копираат луѓето од власта кои пред десетина година на еден таков симпатичен начин одеа и кажува каде што ќе изградат, и еве после 10 години гледаме дека тие изградиле фактички. А викендов ја видов големи примери за инвестиции дојдени и реализирани. 4 до 5 нови инвестиции. Чув 160.000 отворени нови работни места. Чув 19.000 вработувања во овие. Македонија вработува еден и Македонија вработува два. Чинам така некако се вика акцииве. Така да, ако двете сидра, двата лоста, инвестиции и работни места покажуваат такви параметри, такви бројки, власта може само да биде задоволна и да очекува каква оценка ќе добие. Бидејќи денеска, во ова време, тешко економско, во втора декада 21 век на Балканот и во Македонија, битни работи се отварање нови работни мести и инвестиција да заживее економијата. Сега, опозицијата треба ова летвичката да ја дигне малку повисоко, да смисли да дизајнира таков план за Македонија, како што го нарече, и да покаже дека ќе биде поефикасна и многу подобра отколку што тоа сега го направила власта. Така јас ја гледам понудата која треба да дојде за изборите во предизборието. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. И повторно назад во кругот, поштени слушатели, продолжуваме мој ваш денешен гостин Сотир Костов. Изборната кампања, како што велите, треба да се сведе на понуда на гласачите, сепак од она што е перцепција во јавноста е дека еден од адутите кој што опозицијата веројатно ќе сака да ги користи е веќе најавената утрешна пресконференција на специјалното јавно обвинителство. Не, видите, тоа не е предизборна кампања, тоа не е изборна кампања, тоа не се избори. Значи, да се разбереме. Специјалното јавно обвинителство, го сакаме, не го сакаме, тоа екзистира, постои, ајде да го оставиме да си работи. Значи, не можеме ние него да го употребуваме како средство, да го елиминираме противникот, ние да дојдеме на власт. Гидо, дали во опозицијата го користи тој момент? Го користи, ама ќе сгреши, видите, како долгогодишен аналитичар на овие појави, морам да ви кажам, кога ќе се помешат лончињата, кога ќе ги измешаме бабите и жабите, секој пат оди на минусно салдо на тоа што го направил. Не, рековме понуда, па не е понуда специјалното јавното обвинителство. Па понуда треба да биде идеологијата, идејата, свежата идеја, проектот, новиот проект, да кажат да, младите ќе ги стопираме да не се иселуваат. Логичното прашање кое сепак се поставува во овој период са, иако нема законска обврска дека СЕО не треба да работи овој изборен период. Меѓутоа, логиката вика дека при долго периоди на полог процес на застој,
активирање пред почеток на избори, пред распишување на избори, во изборна кампања, сепак може да се толкува во некоја улога на страна на застанување на страна на опозиција. Ма сосема сте во право, јас така го толкувам. Ама видите, полека му паѓа, иако многу го фалат, Катица имала голем рейтинг. Не е точно. Ја користам ова прилика да разграничиме. Народот кога се изјаснуваше дали се согласувате да се формира специјално јавно обвинителство, тие рекоа 63% да. Ама кога го праша дали се согласувате со она што и како работи, Катица Јанева рекоа не се согласуваме и се преполови таа поддршка и негде 30, 32, 33% е поддршката на Јанева. Значи тие две работи да ги разграничиме, а овие од опозицијава и Катица Јанева последниот пат кога настапуваше на телевизија малку го злоупотреби тоа, ама мене народот ме поддржува. Не сум сигурен дека народот не се толкова поддржува, но како и да е сега. Тоа треба да се остави настрана. Дали некој поддржува народот се кандидира на избори? Да. Па има и такви случаи, ама па потоа видоа дека сгрешиле кога од една област во друга. Ке не сме ние толку модерна и напредна демократија кога јавни обвинители по филмови што гледаме на запад ќе извезат добра рација, добар проект на сузбивање на криминал и така натаму, и потоа се појавуваат за гувернерли, за сенатот и така натаму. Не, далеку сме ние од тоа. Ние, знаете како, ние треба на Волтер Кандид сме го читале или не сме го заборавиле, да обработуваме нашата бавча, нашиот двор и секој својата работа. Значи политичарите нека водат политиката, нека бидат малку поуспешни отколку што се правниците и оние во правосудството нека обвинуваат, нека истражуваат и нека пресудуваат, па после ќе видиме дали созреале за политика или не созреале. Значи, да се вратам на она право, како и да е, ја не сум заговорник за засилена работа на специјалното јавно обвинителство во предвечерието на изборите. Верувајте ми, не ова да земам одбранашки став кон власта. Бумеранг ќе се врати и на опозицијата и на Катица. Па народот не е слеп, граѓаните не се слепи, се гледа, се става ненормална етикета, се става на малтене анатема, се прејудицира дека некој е крив, а состојбиве, работиве ни не тргнале од нула, не дошле во судот, а судот е тој кој треба да процени дали некој направил, сторил кривично дело, противправно се однесувал, прекршил некој закон, член од кривичниот закон и да го санкционира тоа. За тоа си треба доказна постапка, за тоа си треба аргументи, за тоа си треба докази. Ние некако однапред, не сите, ама еден добар дел од опозицијата, да не речем од идеолозите, поддржуваците на опозицијата, ова врхушка на ВМРО била криминогена, за во затвор. Дајте да го докажеме тоа. Па јас сум, ако е таква, нека ја судат и нека не оди во затвор. Второ, не сум сигурен дека е врхушка, тие зборуваа за некој раслојување во ВМРО, интелектуалците ќе се побунеле или не знам што. Па не знам, ја викендов видов една таква сплотеност. Дури да бидам искрен, видов и едни пораки што поодамна ги немаше. Значи, што имавме викендов? Викендов имавме 2 дена отчетност, петок и сабота, во најразлични форуми, потоа одржување на собери на ветерани, на млади, на жени на ВМРО и на крајот во неделата се обрати лидерот на партијата Никола Груевски, сија тој некој го излекува од Конгрес, еве го сам зборува саат и 10 минути. Не е точно, тој заокружува. Ајде да се подсетиме која беше пораката од саботата и од петокот. Најпрвен велија дека многу оснивачи и правоборци ВМРО-ски не биле со ова раководство. Ги видовме сите, исполнета сала, преполно место нема каде да се сети, на ветераните и на оснивачите. Ја видовме пораката од еден Јаколевски, кој вели: не си играјте со ВМРО, пазете, бидете малку подалеку да не си изгорите. Ние сме не само политичка партија, ние сме и идеологија. Па пораката на керката на Транталовски ја парафразира, и тоа јас сум сигурен не случајно, ја парафразира идејата, мислата од таткој, кој и рекол у стилот Керко, ние се, ВМРО е постаро и од нас, значи старата генерација оснивачите, но ВМРО ќе ве надживее и вас. ВМРО не е само политичка партија, ВМРО е и религија.
И сега, на сето ова кога додадеме од интелектуалното крило на Божиновска, која направи за прв пат една многу интересна дистинкција на иконокласти и иконофили во стилот 10 години ВМРО гради, создава нова вредност, нови работни места, инвестиции, патишта и така натаму, и самата ги нарече луѓето од ВМРО иконофили, значи ја знаеме, тоа се луѓе кои создават, кои градат, а овие другите кои разрушуваа шаренава опозиција, тоест револуција, посвесно ми дојде по опозиција, бидејќи ја поддржуваше револуцијата, разградуваат, плюват, шарат, бојат ги нарече иконокласти, кои некој пат се употребува во позитивна смисла, а овој пат во негативна, бидејќи рушат. А овие пораки, значи, тука е и пораката на Георгиевски, кој кажа, Љубиша, мислам, Георгиевски, кој кажа дека најтешко, ако не знаеш што е најдобро во политиката, избери го најтешкото, а најтешкото е да се откажеш од интересот на партијата, од личниот интерес и да го ставиш на пререпат интересот на државата, а токму тоа го направи лидерот нивни кога се откажа. По мене, ја не го одобрив тој потек од премиерското место. За 3 месеци, ја го веќе 11 месеци. Да финиширам. Да. Тие појаки се многу јаки. Значи, тие појаки кажуваат дека и оснивачите, и ветераните, и младите, и жените, сите се со ВМРО. Не гледам ја врхушка. Не гледам врхушка кој што некој што сака. Направите една пресека анализа на она што беше активности на ВМРО. Ај сега еден пресека анализа на СДС, на она што беше Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз. Да, пред 2 недели мислам. Таму имавме, ако го гледаме, само го добивме планот за Македонија. Да, и една друга ситуација. Појавувањето на Црвенковски сепак требаше да биде некоја порака за обединување на СДСМ или вака, ја не можам да кажам дали тоа секако обид, ама еден начин можеби е тоа добар однос на сегашниот председател кон поранешниот. Ја не видов порака, бидејќи не проговори. Некој велат дека како предмет на уценување бил Црвенковски таму. Не знам, веруваме ми, можеби ќе се нездоволен од мојот одговор, ама вака, сега можеме само да нагаѓаме. Човекот се појави, као појава, као харизма, тој е многу јак, даде порака. И седеше во вториот ред. Па и тоа е малку чудно. Сега малку го знам протоколот на некој начин. Заисте Црвенковски да седи во вториот. И сега, мене ми е највеќе чудно зошто не проговори, зошто не даде порака тој. Значи, ево као овие што ги спомнав од представниците од разните категории во ВМРО, демек жени, интелектуалци, млади, оснивачи, ветерани и така натаму, као човек кој 20 и кусур години е врзан, кој ја разви, пошто не ја создаде сам, со Гошев ја создава. А еве ја создаде, ја разви, ја донесе на власт партијата СДСМ, ја кажуваат као државотворна, што ја не се согласувам дека е баш така државотворна, и требаше да проговори. И јас мислам, ако проговореше, јас денески ви одговорев да, и тие ги обединуваат редовите. Сега ја не кријам, ја имам добри пријатели, соработници во редовите на СДС, иако кога настапувам делувам дека сум против, не, јас сум против празната, издуваната социјалдемократија што ни ја сервираат, бидејќи во младоста бев заљубеник на социјалдемократијата, но кога ми се случи во Македонија да добијам социјалдемократија, јас се разочарав, па поминав во редовите на демократите и така натаму, и до ден денес сум неостварен, да речем, можеби до крај демократ, и не можам никога да им го простам тоа на социјалдемократите кои преваросани, пребојани од комунисти отидоа во социјалдемократија, и тоа е лажна социјалдемократија. Пораката можеби е недоволна, ама ја не ги видов останатите. Речемо, претходното раководство, ја не го видов тамо. Не видов ни настапи на телевизија, на интервјуа, на радио. Сега позитивната алијанса на професорот Бучковски најавува сепак коалицирање со СДСМ. Тоа е друго. Маријан, тоа е друго. Бучковски е веќе субјект кој постои, ова ќе му бидат втори избори. Си ја пробаа шансата на првите избори поединечно одија. Сега не сакам ја да кажам лични работи, оној мој драг пријател го советував ја дека така не се прави партија и не се настапува така со двојца председатели, не се знаеше кој е председател таму. Не тема, не алијансата, него зборам околу процесот на можно обединување. Добро, нивно право е да оценат кој со кого ќе коалицира, иако мислам од старт грешат. Да се обидеше на таква широка коалиција, сега слушам, ја нарекуваат фронт, каде што имаш
од крајна десница, ајде да почнем од крајна левица, умерена левица, преку центар, 2-3 партии центристички, во изразена десница и радикална десница, не знам колку ефекти ќе имаат во избирачките гласови. Она што е сосема јасно и сигурно е тоа го потврди Пендаровски чином на едно од последните интервју, дека шарените револуционери ќе бидат на добро позиционирани на листите. Најголема грешка. Што значи тоа за СДСМ? Погубно ќе биде тоа. Како мислите погубно? Сега ова е индивидуално, ова е субјективно. Ја немам мислење за шарените, добро мислење за шарените револуционери. Тие ми ја напаѓаат државата, Не, збориме погубно у смисла на нема да добијат гласови. Ако си ги имат луѓето од инфраструктурата на партијата, ќе поминат подобро, отколку лажни интелектуалци, лажни борби за права и слободи, а фактички борци за власт биле тие. Сега, ако високо котираат на листите, народот ќе го препознае. Еве, ја го препознавам кој искусен стар волк. Избори водам и организирам во избори од 91 година. Одма го препознавам, тоа е борба за власт. Одма ве подсетувам на петото столче на преговорите во Пржин што го бараа. Ете зошто барале. И сега во листите. Нека покажат тие, ја ги советувам, работа на терен кај што се добива гласот. 99 година во еден изборен републички штаб над зидот запишав да се освои, као мото ни беше тоа, во еден председателски штаб, да се освои гласот на избирачите е ѓаволски тешка работа. Ајде на терен да ве видам, покажете ја вашата интелектуалност. Приближете го гласачкото тело, понудете му го тоа без да фрлате бои, да шарате, да уништувате институции, може би гласачите ќе ги препознаат. Моето мислење е негативно. Тука правиме уште една пауза, потоа во вториот дел од денешната емисија. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. И повторно назад во финишот на денешната емисија, поштени слушатели. Мој ваш денешен гостин, Сотир Костов, правиме еден пресек, една анализа на предизборието и очекувањата од постизборниот период. Тоа прашање ќе го оставам за крај. Претходно, господин Костов, ние влеговме во оваа политичка криза со многу обвинување за фалсификувани избори, за крадење волја на граѓани. Денес имаме, знаете, 2 пати се одлагаше изборите со образложение дека избирачки списоци се непроверени, непрочистени, медиуми дека не се етаблирани како демократски се на страната на власта. Денес имаме речиси идентична ситуација. Избирачкиот список е 99% ист како и претходните избирачки списоци. Сите други обвинувања кои што беа наметнати како причина за непризнавање најправим на изборните резултати во 2014-та, речиси ништо од тоа нема драстични промени. Денеска опозицијата вели дека има услови за фер и регуларни избори. Што се случи во овој период и зошто беше потребно 2 години ваква ситуација, за да на крај да имаме исти избирачки список? Единствено различно е многу појасна веројатно сликата кој е во дијаспората, кој не е во дијаспората. Од фантомите не излезе ниту еден случај потврден на двоен идентитет на личности, па 30.000, 50.000 лични карти, па 500.000. На крај сето тоа кај исчезна? Но ова прашање најдобро Зоран Заев може да одговори, ама очигледно тој бега и не сака да одговори. И него многу пати сум зборувал за избирачкиот список. 1998-2002 сум бил член на државна комисија за избирачки список, која веќе не постои. Ја знам технологијата како оди на една магнетна лента, како се надоградува избирачкиот список. Тоа е еден процес кој нема крај, има почеток некаде во раните 90-те години, но никој пат нема крај, бидејќи имаш влез и излез, имаш нови субјекти кои се стекнале според уставот со право на глас, и имаш луѓе кои го губат правото на глас, сето тоа е регулирано во законите, и некој изгледа тоа не можеше да го свати, или пак не секој пат ажурното техничко средување чакаше да ни го продаде како
Рок во вреќа во ликот на фантомите. Одговорно тврдев и тогаш пред година дена и сега дека нема фантоми во нашите избирачки списоци, тоа и се покажа. Се направи едно раслојување, а бројката очекувам да биде иста на говестувањето се дека 1.700.000. Па и некој глас повеќе. И сега видите сега. Сега 170.000 ги ставија со звездица, тие се диаспората. Оние колку остана 30.000 или 19, сега веќе не сум сигурен бидејќи тоа е состојба кој се менува, рекоа ќе ги избришат од избирачкиот список и тоа е греф, да знаете, тоа е противзаконски. Оние кои што не се пријави. Така, да беше кажано сите морат да се пријават, да одиме на исчитување, кој се пријавил како на западот го има, па тој ќе гласа, ние не го направивме тоа, направивме само за една категорија која се сомневавме дека се фантомите и сега така, му текна на некој, има овие да ги избришеме и лично мисламе голем греф тоа што се направи, неправедно е, ама еве, и тоа нека биде, тоа не се фантоми, одма партиите од албанскиот блок кажа, тоа се повеќе наши гласачи, и така натаму, и така натаму. Како и да е, се покажа дека нема никакви фантоми. Не се најде ниту една дупла лична карта од мене, од вас, да сме заведени на две различни адреси за да се покаже дека сме ги употребиле. Зашто од нас? Примери сега, извинеме, нека биде од мене. И така да таа приказка е приказка за мали деца. Избирачкиот список е потпишан. Приказката е завршена. Значи е потпишан од членовите на ДИК, од партиите пржино договорот и сега ја гледам некој пак сака да го отвори таа тема. Заев во една прилика пред 10 дена кажа, сега има 70.000 во диаспората фантоми. Колку бираме од диаспората? Тројца. Со колку ги биравме, никој пат не гласале толку. Маријан, тоа е ван памети е тоа. Сега, ја ова година сум скептик дали ќе избереме од диаспората. Еден до два. Со она строгост, не сум сигурен, ама ево дај Боже да не сум во право. Обично сум оптимист, во случајов сум песимист. Денеска не видов информација, веројатно ДИК се уште нема утврдено процес дали повторно ќе се пријавуваат и по кој начин ќе се пријавуваат оние за гласање. Како и да е, нека одлучат. 1 до 2 веројатно ќе има пратеници, претпоставка. Значи, избирачкиот список е како и кај секоја друга држава, годинава тресен од ДИК, од ОПСЕ, од ОДИХИР, од странски стручњаци кои дојдоа специјално работеа за тоа. Мене прашањето ми беше во насока на тоа. Опозицијата тргна со, ако добро се сеќавам, 5 или 6 точки врз основа на кои тврдеше дека изборите се фалсификувани и украдена војата. Меѓу нив нели ДИК, избирачкиот список, медиумите и кампањата, парите. И да, се 4 држава ово. Да. Сега, јас логиката вели дека од таа 2014 од изборите, дента по изборите до денеска, дали во Македонија имаме друга слика, дали во Македонија односно како опозицијата ќе го објасни моментот сега дека во принцип драстично не е ништо променено. Немало ништо да се тоа е феномен. Немало ништо да се промени веројатно во тој процес. Мене кога ме прашуваш, друга слика нема. Се има нова состојба различна од за 2 години понапред сме. Еве што е за што се работи. Постои еден феномен во политиката кој се вика Ди Лампедуза. Тоа е тргнуваш во радикални промени на се и се што, се менуваш, до толку го менуваш што на крајот велиш ништо не е сменето. Сега теоретски да не го објаснувам тоа е една книга на еден италијански автор, каде што дедото го прашал внукот кој бил од Гарибалди, овие партизани, рекол, внучеве, што толку менувате? А ова е било старата аристократија, вика, дедо, има све да смениме, за на крајот све да остане исто. Заев нас не втурна во една таква спирала, го смени ДИК. Не сум сигурен дека е сменет. Зошто партиите не се тргнати од ДИК? Зошто има Заев представници? Зошто ВМРО има представници? И така натаму. Го смени избирачкиот список. Еве го подпише ист 1.700.000, само звездици ставија на категории на гласачи. Изборните кампањи сакаше да ги ограничи
со некои си неприродни цензуси и ограничувања, еве се стави тоа НКВД, ја го вика маткоктелото, тоа е средовековен цензор, Маријан. Ти како новинар, како бе да дозволиш ја тебе така те цензурира? Мене не ми е јасно. Пошка, ако се у интервенцијата разграничување власт, држава, процесите, ние доведовме до ситуација да партиите се во кампања веќе 2 години. Па да, Ние ги се изморат, сега има избор на материјалот, замор на материјалот. Малку заморени се и веќе се чувствува замореноста. Него зборот ми беше, тие се сменија за да на крајот се остане исто. Тоа е еден познат, значи, реков Дилан Педуза феномен, тоа е политичко изборен инженеринг кој, верувајте, не носи добро. Јас сум, не да мислам, јас сум сигурен дека сето ова на СДС нема да му донесе повеќе гласови. Тука е веројатно и клучното прашање за финишот пред последните 4 минути. Ако е се идентично како што велите, променивме се за да остане се исто, ако се согласиме дека заедно го само сега е проверено. Сега е проверено. Сега е се чисто. Заедно се согласиме дека жутом. Заедно се согласиме дека на 110 вратеници гласаме, го распуштивме парламентот, зборам хипотетички, како политички партии. Па да. И имаме влез во изборна кампања, имаме изборен процес, имаме ден на гласање и на тој ден на гласање, ако се случи изборен резултат како што предвидуваат анкетите, во кој правец ќе се движи Македонија? Сега само ќе мора ли да ги веројатно ќе треба да ги признае изборите. И што потоа? Сега само и да не ги признае резултатите, ќе биде изолирана. Се заговара, уште сега се пуштаат муви да би имало некоја влада на национален спас. Од што бре луѓе спас? Сите сме живи, здрави сме, екзистираме, работиме, се трудиме колку можеме. Влада на национален спас може да има ако резултатот меѓу ВМРО и СДС е пратеник до 2, како што е во Црна Гора, па да не може да се состави влада. Ако имате вие 10-12 пратеника разлика... Добро. Еве тука да ме убедите од тоа, ама ја не сум сигурен дека таков ќе биде резултатот. Тоа зборам. Ја не сакам да испадне дека гледам на Филџан Кафе или некоја предизборна астрологија. Добро, се држиме до истражувањето на јавното мислење, покажуваат барем 10-15 пратеника разлика. Ако СДСМ си го подобри политичкиот менеджмент, ако СДСМ политичкиот маркетинг малку го издигне на едно повисоко ниво и го сообрази со условите и го понуди на луѓето, ако ја избере соодветната стратегија, ако направи тим добар, и тој тим ако избере тактика добра како да ги пласира идеите на социјалдемократите пред избирачите, а тоа веќе ви ја кажав, тоа е на рамка за изборна кампања. Значи сега ви ги бројав рамките што се е потребно за успешна кампања и ако избера добра порака, кратка, јасна, конциза, од која ќе го излечат слоганот за кампањата, ја мислам може да се надеват оно што го направи 2006 ВМРО ДПМН, тие сега да го направат. Но ја не гледам такви податоци, не гледам такви индикатори. Напротив, тие уште понатаму одат, се бават со ВМРО, пуштаат идеи дека ВМРО се распаѓа, а ваму ВМРО ги збива редовите, не нормално ги збива редовите и еве ги активира, што се вели, последните штабови. Доде до таму што дури Вајгал замери штабовите на ВМРО не били отворени. Еве му одговорија Викендов. Добро, кратко само како финиш, очекувате ли решение на кризата по изборите, почеток на решение на кризата или почеток на нова криза? Очекувам решение, тоест почеток на решение на кризата, изборите се решение на кризата и давање насока во кој смер да се оди, давање правец каде да се оди. Не сум присталица на тоа дека треба да има нови избори. Зошто? Зошто пак нови избори? Некој ќе му правиме сега, ќе му исполнуваме музички желби и лично мислам, сега малку критика за ВМРО ДПМН, треба да смени тактиката на попусливост, треба да оценат веќе што може да попуштат доколку се победници, а што не. Ако пак СДС ја освои власта, ќе си тера како што тој замислил. Значи, мислам дека нема да има продлабочување на кризата, туку напротив, кризата се подалеку и подалеку ќе ја оставаме зад нас. Живи били. Па видели. Благодарам, поштовани слушатели, мој ваш денешен гостин во круг, политичкиот аналитичар Сотир Костов. Се надевам дека извадивме многу не суштина од внатрешноста на кругот и останаат суштински елементи од кои што може да се добие јасна и прецизна слика за периодот пред изборите и постизборниот период како анализа на мојот и ваш денешен гостин. Круг е емисија која што
што се емитува на Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е 19 октомври 2016 година. Имајте пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.